На денешен ден, 3 мај, денеска е светски ден на слободата на печатот. 1469 година во Фиренца е роден Николо Макијавели, италијански политичар, дипломат, поет и комедиограф. Негови најпознати дела се Владетелот, Историја на Фиренца, За војната вештина и Мандрагола. Умрел во Фиренца на 20 јуни 1527 година. 1492 година Кристофер Колумбо го откри островот Јамајка. 1500 година португалскиот морепловец Педро Алварес Кабрал го откри Бразил на пат кон Индија и го прогласи за имот на Португалија. 1841 година Нов Зеланд е прогласен за британска колонија. 1892 година роден е германскиот пилот Манфред фон Рихтхофен, наречен Црвен барон, најславниот германски авијатичар во Првата светска војна. Во текот на војната собори повеќе од 80 непријателски авиони пред да загине во воздушна борба во април 1980 година. 1970 година роден е поранешниот македонски претседател Киро Глигоров. Киро Глигоров беше најстариот македонски политичар функционер. На 17 ноември 1999 година, кога заврши неговиот втор претседателски мандат, тој имаше 82 години, а во 2000 година Гинесовата книга на рекорди го забележа Глигоров како најстар претседател на држава во светот. Глигоров почина во длабока старост на 94 години на 1 јануари 2012 година во својот дом во Скопје. 1920 година во Скопје е роден Кирил Билбиловски, пионер на македонската кинематографија, еден од првите уметнички фотографи и втемелувач на професијата филмски снимател во Македонија. Сними повеќе од 100 документарни и десетина играни филмови. Значајни се креациите на неговата филмска камера во филмовите Денови на искушение, Каде по дождот, Македонска крвава свадба, Македонскиот дел од Пиколот, Недолгиот пат и Исправи се Делфина. 1945 година Народната влада на Демократска федеративна Македонија по предлог на Комисијата за јазик и правопис при Министерството за просвета донесе решение за утврдување на македонската азбука која има 31 буква. 1960 година во Амстердам е отворена куќата музеј на Ана Франк.